Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Бог сея, Истина сея, Бог Свети Дух сея, истина сея, Бог сея. истина сея. Денеска Светата Црква Божја го празнува празникот врзан за две свети имиња, кои што светоста своја ја искова во историските текови на својата епоха одни радикално пренасочени. Тој историски пресврт на настаните го постигнаа со нивната вера во Христа Господа, а станува збор за светите имиња на светите цареви Константин, Синот и Елена, мајка. Светата царица Елена од поодамна го возлюбила Христа Господа и како христијанка го родила својот единствен син Константин во бракот со Флор, императорот римски, кој што пред тоа бил во повеќе бракови и од тие бракови имал повеќе деци. Константин бил необично талентирано момче, одлично образовано и исто толку добро воспитано од неговата мајка. Но долго време од својот живот го поминал следејќи го религиозниот пат на својот тат. Бил официјално паганин, некрстен човек. Освен тоа, во тоа време владеело мислењето дека е и чинот на крштевање како чин на спасение на човекот, препорот на неговата природа и личност, добро да се одлага до самите дни пред смрт, за да се умре очистен и уште сега и овде спаси. Се разбира со таа практика, Светата Црква Божја не се согласува и не ја одобрува, не ја благословува. Но духот на времето во кој што живеел светиот цар Константин бил таков, бидејќи се родил во време на жестоки прогони на христијани. Првите 3 века од историјата на христијанството се испишани со кршта од светите маченици. На тие жестоки прогони на христијаните им стави крај токму денеславениот свет цар Константин, кој што на многу пати го осетил и го доживеал живото присуство Божие. Така, например, поделеното царство на западно и источно и битката со нахалниот претендент на царскиот трон Максенци била битка не само за обединување на поделеното царство, туку и проверка на верата
светиот цар Константин, а и можност да се докаже и да се покаже живото присуство Божие во историјата на светот и човек. Максенци бил добро наоружан и со многобројна војска. Константин не можел ни да се спореди со него за она што тој самиот го има. Како стратег, добар воин и искусен, не гледал шанси за себе, за својата победа. И затоа тој силно му се молел на Бога по наук на неговата света мајка. Се молел и сред бел ден, отворено и сончево небо, на сводот небесен, од звездите се појавил крст со надписот «Со ова ќе победиш». Тоа што очите на младиот Константин го виделе на небото, тој посакал да го претворат во метална представа на символот на крстот, за со неа возглавена војската негова да тргне во пресуден бој со максенци. И по силата на Сесветиот и животворен крст Господен, иако послаб војнички, имајќи го благословот Божи и поддршката Божја, светиот цар Константин победил. Веднаш потоа, во 313 година, го напишал познатиот едикт, Милански едикт, со кој што христијанството се признава за државна вера и се изедначува со сите други пред христијанството или до христијанството практикувани и славени вери во царство. Потоа светиот цар Константин, откако го обединил царството, а со тоа и грчко-римскиот свет, ставајќи ги во културна симбиоза, решил царството од Стариот Рим да го пренесе во Новиот Рим, а за место на Новиот Рим го избрал после битката со византинците, над кој што извојувал голема победа. И знаејќи за огромното стратешко значење на Босфорот и за неговите неземни убави, решил на местото од маличкото градче Визант да го постави мегалополисот што ќе го носи неговото име, Константинопол, цар. Одлагајќи го своето каштевање, иако убеден христијанин, рековме зошто, се разболел од страшна болест, од лепра. Лепрата се заканувала да му го одземе животот. Сите лекари, жреци и пагани, кои што се бавеле со здравствени проблеми, биле повикани да му помогнат, но никој ништо не може да направи за неговото здравје. Најцрн бил предлогот на жреците да се капи во крв од заклани деца.
Konstantin тоа со индигнација го отвари. И го повикал повторно по совет на неговата света мајка, светиот владика. Љубовта не завидува, љубовта не се превознесува, не се гордее, Силвестр, не прави ништо недолично, не бара свое, не се кој што не мисли зло, принесол големи молитви Богу и го крстил. се радува, После крштувањето, во се верува, светиот цар Константин бил целосно исцелен од страшната болест. никогаш не престанува. И најпосле, уште една голема заслуга за светиот цар Константин е свикувањето на првиот Васеленски собор во 325 година во Никеја, со својот царски авторитет тоа го направило, но не без согласно си соработка на сите големи епископи на Светата Црква Божја. Документите донесени на првиот Вселенски собор ги подпишале 318 епископи присутни на соборот и лично императорот Константин, со што покажа преданост во православното исповедање на верата, во потребата да им биде во се верен и доследен на светите апостоли, а преку учењето на светите апостоли, примено од самиот Христос на Христа, царот на сите цари. Бил градител на големи базиликални цркви. Базилика доаѓа од грчкиот Василика, царски храм. Тие се царски заради нивните огромни димензии, нивната монументалност. Само во Охрид и околу Охрид ги има 18 такви храми. Ги има и околу Струга, а посебно и нашата соборна црква во Струга Свети Ѓорѓија е градена во 7 таков храм. И затоа неговото име е неизбришливо. Тој е првиот боговенчан цар христијански. Првиот христијански император во историјата на свет. И поради се она што јас некако згужвано би го кажав, без некој посебен редослед или хронологија на настана, се трудев да ја има, ама не секогаш и секаде. Светиот цар Константин и неговата света мајка Елена се запишани со златни букви на страницата од општата историја на Светата христијанска црква. За Светата царица Елена ќе кажеме накусо, покрај тоа што била веќе уведена христијанка и за своји духовни отци ги имала најумните богослови на своето време. Например, Ориген бил многу близок пријател на семејството, безсомнежно најголемиот христијански философ од вториот век. Но за жал еретик, осуден на Петтиот Вселенски собор, за сите негови ереси. Али да се биде во вториот век безпрекорно догматски чист било и не може. Тој бил професор на Универзитетот во Александрија, изводено добро образован во грчката философија, следбеник на новиот платонизам. Платон особено го сакал и го почитувал и многу Платонови идеи тој ги внесол во христијанската теологија, но недоволно добро разбрани и непреобразени, непретворени во нешто со ново значење визави значењето на
на истите тие поими во предхристијанскиот свет. Значи, светата царица Елена, преку тие говори и најнезиниот духовен отец, да го спомниме, светиот Григорий Неокесарийски, од вториот век епископ, кој што бил избран за владика на Нова Кесарија, град во кој што имало едва 18 христијани, како и да ги немало. Кога се упокоил, се вели во неговото житие, во тој исти град останале само 18 пати. Целиот град, практично, Свети Григорий Неокесарийски го христијанизм. Со такви луѓе Светата царица Елена си имала работа, а преку неа Светиот цар Константин. И така задоена со млекото на Сесветиот и животворен дух, со кршта и телото на Богочовекот Христос, таа тргнала во потрага по крстот Христов во Јерусалим. И ние таа историја на пронаоѓањето ја знаеме од празникот Воздвижение на честниот и животворен крст. Не би ве замарал со тоа, мислам дека добро ви е познато и знано. Најпосле, уште еднаш да констатираме дека овие две светила, боговечани и равноапостолни цареви Константин и Елена, со љубов да ги паметиме, да ги чуваме во срцата своји, да се угледаме на нив, со нивниот пример да ги воспитуваме нашите деца и децата на нашите деца. Амин. Бог се јави. Бог се јави, поздравам. Бог се јави. Чекам тук, да се гледа. Се јави. Адрано. Бог се јави.